сите гледачи, додека во Берово има невреме, тука се наоѓаме во градот Офенбург во Германија. Моментално е 35 степени и се наоѓаме на интернационален фестивал кој се одржува во градот Офенбург за интернационална храна. Тука имаме и представници од македонскиот клуб Македонска Зора, кој постои од 1993 година со свој штанд, со македонски јадења. Тука имаме еве и кебапи. Ова е нашето познато лице од Делчево, господинот Атанасовски. Тој е заложен за скарата и еве како што можете да видите, тука имаме традиционални македонски јадења на штандот во центарот на Офенбург. Интересен настан. Еве тука ќе поразговараме малце со управата на македонскиот клуб Македонска Зора, да ни кажете најпрво како се викате и повеќе за целта на денешниот настан. Слободно збори. Повживо одиме иначе. Това е Радка от Кочани, аз съм Зорка от Берово. Що да кажем, клубът постои вече 30 години. 40 ли? 30. Да, и всяка година тук правиме штанд с разни македонски специалитети, които ги нудиме да представиме македонската кухня. Кебапи правиме всяка година. И добро ни иде, трошиме доста, най-вече кебапи и пиво трошиме, а ние сме най-добрите дъщери. Ама най-битно е, що се дружиме тук и що ни убаво така, и всеко заедно, и всеко неделя и не снимаше, да? Од Берово ли си ти? И аз съм от тамо. От Дусиново съм аз. Това е Малешнет портала од Берово. Добро, ма нема да ни пушчеш на... Повживо одите, повживо одите. Супер, като што можете да видите, тука има многу наши свет. Со нашиот штанд тука, Зорка тука беше од Русиново и да ви кажа од и перфекција. Многу жеско време, пиво се пие и кебапчиња навеќе се трошат. Мама и тато в Русиново, мама, тато! Инаку, како што можете да видите, многу луѓе тука, има интернационални кујни од над 30 држави. Нека купи 5 пакови на... Еве го и Филип тука, председателот на македонскиот клуб Зора. Здраво. Филип, да ни кажеш малце за овој настан денес, со што ќе се представува македонскиот клуб? Значи, го представуваме во моментот со македонска традиционална кујна. Секој, значи, во моментот нашиот клуб Македонска Зора после беше 30 години. Ова година ќе правиме јубилејна забава на 4 ноември и секој, значи, домајчинка наша се сготвила нешто кифли, има благи работи, солени работи, имаме кебапи кои што ние ги правиме. Ракија нема така? Ракија имаме, мастик имаме, тъга за юг имаме, Александри имаме, значи буквално ја представуваме нашата земја, значи веќе сме познати во Офенбург, 30 години веќе постоиме како клуб. Не има ли многу тука? Не има ли тука од Македонија во Офенбург? Сме околу 114 фамилии членови. Плюс има фамилии што не се членови, што земат учество во активностите на клубот. Клубот функционира добро, имаме своји простори и годинава исто така, че имаме јубилејна забава за нагалазувачи на забава. Супер, На супер. 4 ноември. На 4 ноември, така, добро. Јубилејната. То најмногу се троши од тука, да ни кажете. Се, а? Да, ако биде како прошлата година, ако биде како прошлата година, до 16 часот, до 18 часот, сето е потрошено. Така. И Само пивото е германско. им се свиѓале нашата храна на посетителите. Имаме, значи, од Савајле кој ќе почне забава од 9:30 до 1 сат имаме претежно германско население. Веќе сме познати овде во Офенбург, веќе не има генерации, 3-4 колена веќе родени во Германија. И исто така денес имаме посет од градоначалникот на Офенбург. И прва нашата кујна и е задоволен се. Супер. Фала ти, Филип, па тука сме. Еве, да снимаш, значи, еден од најактивните членови и најмногу што дал придонес за Македонска Зора за клуб. Ајде накратко само да ве прашаме, еве, да ни кажете нешто за македонскиот клуб тука Зора во Офенбург. За македонскиот клуб Македонска Зора
основан 1993 покрај еден член дојде името Македонска зора. Го основавме од натаму се бориме се за подобро и понатаму и така да до сега сме успешни во работата и во се гледа. Активности имате во клубот? Активност имаше, да, имаше играорна, имаше фудбалски турнири, сегде сме биле присутни. Добро, ви посакувам убав ден. Фала исто и на вас. Еве ги кебапчињата тука, македонски кебапчиња. Си пробаш ли? Не. Да ни кажеш ти, од дека си? Од Русиново. Од Русиново. Представи ни се кој си, јас сам од Берово. Драги Костевски од Русиново. Колку време си тука, Драги? Јас сад дојдем, пред Аха, и до колку време ќе сте тука? не знам, че видиме до после. Еле? Јале, имаме тука и Малешевци. Се има. Колку време живееш у Офенбург? Не знам јас у Офенбург, јас сам у Сан Георгија. Аха. Добро. Хубаво дека извија. Чи снимаш ли ништо, прајш? Снимам во вживо од Исетова. Добро. Еве, како што можете да видите, имаме Беровци, Малешевци. Ете, то ти е Малешевски крај таму, моментално. Да. Еве го издамето наше, тука е. Малешевец ли си ти? Делчевец, јале, таман, наш човек. Ти си од Пехчево, јале еден од Пехчево, јас сам од Берово, Делчево, Пехчево, Малечевијата и пијанице тука. Што ќе кажете, колку време сте тука во Офенбург, да функционирате тука? Мирче, представи се. Ајде, Мирче. Е, човеков, след ова те ќе каже овие. 5 години у Офенбург. У Офенбург, те кале? Добро функционира, марно. Пивото македонско ле? Македонско. Зарад од Македонија многу подобро. Ај, супер. Еве, како што можете да слушате, македонска музика во центарот на Офенбург. И со мене, рајца да се седиме, не можам без тебе. Како што можете да видите, тука има многу луѓе. Hello, my friend. Where are you from? Гамбија. Gambia. You live here Yeah. in Offenburg. How do you feel here? And the fest is good? Okay, thank you, man. Тука можете да видите турска кујња. Отспротива е шпанска кујња. Интересен фестивал кој што ќе трае 2 дена. Таму има сцена и се представуваат сите држави со своји танцови и своји ора. Се исклучуваме во моментот и ќе се јавиме подосна од овој преубав фестивал. Еве ја индиска кујна, еве го тешкото тука.
No.